Прилеп полека, но сигурно станува привлечна мета за странски домашни инвеститори. Од град со затворени фабрики, илјадници невработени кои беа оставени на улица, уништена економија и болна транзиција, денес Прилеп е град каде инвеститорите наоѓаат привлечно место за развој на своите бизниси. Главен предуслов за ова се секако добрите услови за инвестирање и бизнис клима кои ги воспостави претходната влада, одличниот однос со странските и домашни компании, бројните поволности кои се нудат преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, но и поволностите кои ги нуди секако локалната самоуправа. За прв пат во историјата на своето постоење Прилеп во 2016 година доби технолошко развојна индустријска зона или ТИРС накратко. Изградбата на зоната беше инвестиција на Дирекцијата за технолошки индустријски зони и владата на Република Македонија, тешка 147 милиони и 600 илјади денари. Со што се изгради асфалтирани улици, се постави водоводна и канализациона мрежа, се донесе електрична енергија, оптички кабли за интернет и се она што е потребно за нормално функционирање на зоната. Поради добрата локација и предностите кои ги нуди зоната, ТИРС Прилеп стана атрактивно место за инвестирање на странски компании. Таму веќе работи мултинационалната компанија, американскиот гигант во автомобилската индустрија Гентерм, инвестиција од преку 20 милиони евра и каде во моментов работат преку 1000 вработени. Со отворањето на уште две нови хали, кои што ги планира компанијата во иднина, тенденцијата е тука да бидат вработени над 2000 луѓе. Гентерм произведува делови за најпознатите светски брендови на автомобили. Во 2016 година во ТИРС Прилеп се изгради објект на германската компанија Акомплас, која веќе започна со работа. Вкупната инвестиција изнесува нешто повеќе од 3 милиони евра. Во оваа фабрика треба да се вработат околу 250 лица крајно. Исто така, Акомплас планира да гради уште две нови хали, проектите на нивната изработка се во тек. Третиот странски инвеститор кој најави влез во ТИРС Прилеп е германскиот гигант ВИК и кој наскоро ќе постави камен темелник на својот објект. Тоа ќе биде првата еколошка или зелена фабрика во Македонија, прва од ваков вид во земјава. Капацитетот ќе се простира на 10.000 метри квадратни, а почетната инвестиција ќе изнесува околу 12 милиони евра. Изградбата на објектот се очекува да започне во текот на оваа година. Во првата година би се вработиле 400 лица, со тенденција во период од 2 години таа бројка да се искачи над 1000 вработувања. Во Прилеп освен ТИРЗот се започна со изградба и на нови индустријски зони и комплекси, каде главни инвеститори се домашните компании. Во моментов изграден е поголем дел од инфраструктурата во индустријската зона Прилеп 1 во близина на Металец, со средства обезбедени од буџетот на локалната самоуправа во висина од 30 милиони денари, како и грант од Светска банка во висина од 124.000 евра. Во оваа зона претходно беа продадени 21 локација. Во зоната моментално со работа се започнати две компании, а уште десетина се во тек на изградба. Оваа зона во иднина се очекува да обезбеди над 1000 вработувања. Како локална самоуправа изработивме и нов детален урбанистички план за индустријската зона Прилеп 2, каде од 12 локации предвидени за продажба, досега се продадени 5, а моментално во тек е објавата за продажба на уште 4 локации кои се наменети за лесна и незагадувачка индустрија, производство, стоваришта и магазини. Почетната цена е 61 денара за метар квадратен, а наддавањето ќе се врши чекорно со 100 денари минимум за метар квадратен. Комплетно целиот процес на јавно наддавање и аплицирање е електронски. Рокот на аплицирање е до 24 јули до 12 часот, додека пак јавната аукција ќе се одржи на 26 јули со почеток во 12 часот. Општината има исто така одлична соработка со домашните инвеститори, кои се столбот на прилепската економија. Локалната самоуправа представува сервис и поддршка на домашните компании за реализација на нивните бизнис планови. Преку брза изработка на детални урбанистички планови, брзо спроведување на барањата за легализација, заедничка промоција на потенцијалите и реализација на бизнис средби.
Во 2016 година започна имплементацијата на измените и дополнувањата на генералниот урбанистички план, со кога опфатот на градот е зголемен за цели 388 хектари. Со новиот генерален урбанистички план се обезбедени поголеми површини во зоните за домување и индустрија, со што се нуди поголема развојна урбанизација на Прилеп според потребите на граѓаните и бизнис секторот. Значи, со новите детални урбанистички планови, освен индустриските зони Прилеп 1, Прилеп 2 и Прилеп 3, се планираат уште две нови зони, Прилеп 4 и Прилеп 5. Сите овие инвестиции, како и мерките од Агенцијата за вработување и владата, придонесаа во периодот од 2005 до 2017 година во Прилеп да се случи рекордно намалување на невработеноста. Во 2005 година биле регистрирани 25.033 невработени лица, а во 2017 се регистрирани само 13.835 невработени лица, што значи невработеноста за период од 2005 до 2017 година е намалена за цели 11.198 лица. Дополнителен мотив за влез на нови странски и домашни инвеститори ќе биде изградбата на гасоводот Неготино-Прилеп, која е во тек, и експресниот пат Прилеп-Градско преку Плетвар, кој исто така е во тек. Инвестиции со кои ќе се зголеми конкурентноста не само на Прилеп, туку и на целиот Пелагоненски регион. Гасоводот веќе се гради во Тројачката котлина во близина на Прилеп. Овој гасовод, чија првична изградба започна во јануари оваа година, ќе биде со должина од 92 километри, а инвестицијата е вредна 36 милиони евра. Изградбата на гасоводот треба да заврши во 2019 година, а во втората половина од 2018 година се очекува да помине покрај Прилеп. Гасификацијата за градот ќе значи многу за подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани, намалување на трошоците за енергенси, подобрување на економијата во градот и заштита на животната средина. Должината пак на експресниот пат Прилеп-Градско ќе изнесува 33,5 км, проценетата вредност на буџетот за инвестиција изнесува 80,7 милиони евра. Предвидениот рок за изградба е 2016 и 2019 година, а изградбата на патот е поделена во 3 фази. Моментално интензивно се гради во втората фаза од овој пат во должина од 10 км, која се протега од селото Фариш до Дреновска клисура, делница која чини 31,4 милиони евра. Со сите овие инвестиции, со сите овие генерални детални урбанистички планови, Прилеп представува препознатлива дестинација за инвестирање, а доказ за тоа е скоро секоја недела посета на домашни странски инвеститори кои се интересираат за евентуално инни инвестиции во индустријските зони на градот, во слободната економска зона и на други локации на територијата на општина Прилеп. Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина преку своите 4 одделенија ќе продолжи со донесување на урбанистичко-плански документации за формирање на индустријски зони со цел да го задоволи интересот на приватниците, стопанствениците, мали, средни и големи, како и поголемите индустријски капацитети со понуда на градежни парцели, каде би поставиле своји нови објекти или прошириле своји дејности. Веќе реализираните индустријски зони Прилеп 1 во целост, каде што беа продадени 21 парцела, единствено останува да бидат продадени доста атрактивните две парцели на кои има поставена конструкција и е без расчистени односи, меѓутоа очекуваме тоа набрзо да се случи и да бидат продадени најатрактивните парцели во оваа зона. Исто така продолжи реализацијата, односно тендерирањето во втората зона Прилеп 2 во сточното пазариште, каде во тек е тендерирање на 4 парцели и до крајот на годината ќе бидат пуштени и останатите 3 парцели. Продолжуваме со Прилеп 3, донесување на детален урбанистички план во УАЕ број 19, односно во стариот Црнибор, односно сегашната
конфекција Кофи Ангел, каде што се разработуваат големи површини и каде очекуваме поголемите индустријски капацитети да најдат свој интерес, затоа што таму градежните парцели се движат од 1300 метри квадратни до 35.000 метри квадратни, доста атрактивни затоа што и голем дел од комуналната инфраструктура таму е веќе среднена. Во наредниот период ќе се продолжи со детална разработка на индустријските зони на патиштата за Македонски Брод, на патот за Крушево и на стариот пат за Битола. Затоа што гледаме дека има голем интерес за поставување на индустријски објекти на тие локации.